Ја следите емисијава Македонски корени од Сиднеј со вашите домакини Јони Бети Треновски. Почитувани слушатели и Facebook следбеници, како што знаете, секоја сабота оваа време на Македонски корени е резервирано за разговор со наши гости. Како што е и најавено, наш денешен гостин е Христијан Аџиовски, дипломиран професор по македонски јазик и книжевност, лиценциран лектор по македонски јазик, лиценциран туристички водич, како и автор на неколку книги, со кого ќе разговараме за неговото последно книжевно дело, насловено "Само птиците се враќаат назад, бегалците во историската Голгота". Токму така, почитувани, со господинот Аџиовски ќе зборуваме за чемерната Голгота на Егејска Македонија и прогонствата на бегалците од дедовата земја. Ќе зборуваме за страдањата на стотици илјади семејства кои сурово биле разменувани, како што овчарите си го разменуваат добитокот само затоа што така сакале големите, кои секогаш одлучуваат за иднината на малите. Ќе зборуваме за убавиот кукуш пред да биде опожарен до темел, ќе зборуваме за славните битки на партизаните, но и екзодусот на децата бегалци од опустошените големи костурски села, а ќе зборуваме и за забраната за враќање дома. Со господинот Аџиовски ќе зборуваме за демографската состојба во трите области во Егејска Македонија, а ќе зборуваме и за мировните договори и новите македонски откорнатици. Ќе зборуваме за географската поделба на Македонија на Вардарска, Пиринска и Егејска Македонија и нејзините државни граници. А ќе зборуваме и за селото Баница, сведок на една од големите трагедии, ако не и најголема, во Егејска Македонија, која што е натопена со крвта на македонскиот апостол и револуционер Гоце Делчев. Ова се само дел од она за што во следниве минути, 80-90, колку што е потребно, ќе зборуваме со нашиот гостин Христијан Аџиовски, кого во овие моменти го покануваме да ни се приклучи во студиото на Македонски корени. Се надевам дека нема да имаме проблем со звучниот сигнал. Ако е така, господин Аџиовски, добро ви утро и добро ви дојдовте на Македонски корени. Добро утро, добро ве најдов. Каде ја најдовте најтажната песна за Егејска Македонија? Тажна е и приказната. Но е добар вовед за разговорот кој што ќе го правиме. Така, тажна е и приказната, како што реков, затоа и тажна е песната. Добро ви утро и од мене, господине Аџиовски. Ви Добро благодариме што сте заедно со нас и со сите наши гледачи и слушатели. Благодариме и на поканата. Ни причинува огромно задоволство и денес. Исто и мене. Се надевам ќе го задржиме вниманието на сите. Ќе направиме тоа што е во наша моќ. Сме тука, така. Да. Доколку има прашања и од нашите ценети гледачи и слушатели, а не се опфатени од наша страна, ќе ви бидат изложени на екран, ако сметате дека треба да им одговорите. Господине Аџиовски, како што веќе напоменавме, имате напишано неколку книги. За четвртата ваша книга со наслов "Гласот на предците" разговаравме пред 1-2 години овде на Македонски 2 години, корени. да. Така нешто. Пред извесен период од печат излези и вашата петта книга со наслов "Само птиците се враќаат назад, бегалците во историската Голгота". Токму ова дело е и причината и за нашиот денешен разговор. Дозволете најпред да ви честитаме за оваа дело што го имате издадено, ако е дело ќе остане траен запишан белег за Голготата на Егејска Македонија и на македонците кои живееле таму, но и на оние кои се уште живеат во Егејска Македонија. Така е. Почнувајќи да ги прелистуваме страниците на ова ваше книжевно дело, на самиот почеток на книгата имаше поставено една мисла со следнава содржина. Семето изртува од земјата и само таа земја која ги чува гробовите на нашите дедовци може да се нарече татковина. Ке сакате ли да ни кажете нешто повеќе за оваа мисла? Така е, книгата започнува со оваа мисла, а тоа значи колку и да се поставуваат некакви граници, колку и да се цртаат некакви територии по нечии желби, сепак татковината е таму каде што се наоѓаат гробовите на нашите предци, на нашите дедовци, чии коски почиваат во таа грудка земја. Држава е нешто сосема друго, тоа е
општествена форма, тоа е збир на институции и честопати се прави грешка кога се истоветува со зборот татковина, која изговарајќи го се истураат грст емоции за еднородноста на поделениот народ, за прадедовата оставнина која не смее никако да биде проголтана како еден колективен заборав и тоа е една и од причините зашто оваа книга е денес меѓу нас. На следната страна во книгата имате поставена една реченица во прашална форма која гласи: дали и на птиците некој им го попречува летот на небото како на бегалците патот до дома? А веднаш потоа имате поставено песната "Врба ми изникнала". До каков одговор дојдовте и која е врската на оваа песна со прашалната реченица, но и со насловот на книгата? Да, значи насловот треба символично да ја представи слободата на птиците на нивниот лет на небото, она што не е случај со нас луѓето на земјата. Птиците постојано доаѓаат, си одат и повторно се враќаат назад и само по ним некаква позната траекторија и по ним познат временски интервал. Значи сведоци сме пред колку има можеби една седмица на празникот Пантелеймон од Македонија се заминаа штрковите на јужните краишта во нивната некоја друга татковина во Африка и во март некаде по доаѓањето на пролетта штрковите повторно ќе ги видиме назад. Тоа го прават бидејќи тие си имаат своја зацртана траекторија, лет на небото по кој се движат и тоа е непречено го прават целиот нивни живот и птиците никој не ги спречува во нивното движење, во нивниот лет на небото. Зошто? Бидејќи тие си имаат слободен лет и премин од едната во другата татковина. Две гнезда, две татковини. И никој не им го попречува летот на небото, но за жал тоа не е таков случај со нас на луѓето, бидејќи тука одредени челници со своите потписи си зацртуваат територија и нечии потписи одлучуваат кому ќе му биде ограничено движењето, ќе му биде ограничен слободниот простор и одлучуваат на кому ќе му биде забранет преминот од една во друга ограда, која што во модерниот свет на државите се нарекува државна граница, која што во нашиот случај секако вештачки поставена. Тоа не треба да значи иредентизам од една кон друга држава, кон една до друга територија, но самите граници кои што се поставени во нашата национална историја често важеле за еден до крај на животот непремостлив мост, значи еден ѕид кај што не треба да се гледа на другата страна. Додека песната "Врба ми изникнала", ја поставив бидејќи се однесува на децата бегалци од граѓанската војна во Грција. Според моите истражувања дојдов до сознание дека станува збор за народна песна од Воденско, но е сепак преуредена од авторката Марија Гацева, која што е родом од селото Трсино, Воденско, и дел од групата ми се чини Воденки. И во книгата сметав дека има добра символика да стои на воведот на книгата, бидејќи во тие стихови ја опеан еден дел од таа македонска голгота, од тие многу трагедии кои што македонскиот народ ги има доживеано на територијата на Егејска Македонија, уште како деца да се здобијат со називот бегалци, кои што ќе го носат до крајот на својот живот. Во песната оди со стиховите како брат и сестра по долго време, по долги години разделени, се сретнале и за жал не се познале. Ова не се измислени стихови, ова се настани кои што на вистина се случувале, се може би изгледа чудно како мајка не можела да си ги препознае своите деца како што биле разделени по различни земји и тие тешки конекции по тешки тие канали преку Црвен крст, по некои државни организации како успевале да се најдат по долги децении. Професоре Аџиевски, што беше тоа што ве поттикна да ја напишете оваа книга? Како дојдовте до идеја да пишувате на оваа тема и дали темелот, односно инспирацијата и идејата да ја напишете оваа книга го отцрпевте од овие неколку реченици или пак идејата за да ја напишете оваа книга е сосема друга, имајќи предвид дека бунарот за голготата на децата бегалци е многу длабок,
во кој бунар најверојатно длабоко беше закопана вистината. Така. Значи, талкајќи низ Егејска Македонија, секогаш одново наидував на прашања за кои ми изгледаше дека постојат закопани одговори, кои што намерно може би се сокривале во минатото, но денес со потемелно истражување сепак може да се пронајдат одредени одговори. Малку да се гребне во облогата ќе се појави суштината и таму каде што се скриени многу историски премрежења кои што директно се однесуваат на судбината на македонците. А мојот впечаток беше дека од страна и на светската и од македонската национална историја, како и од страна на македонската научна фила, егејската приказна беше на некој начин подценета, оставена настрана и недоволно раскажана. Впечатокот дека македонските поколенија немаат многу литература и истражувачки зафати со кои би им ги доближиле малку поблиску историските судбоносни настани поврзани со Егејска Македонија, за да можат одблизу да ги воочат и би рекол да бидат нивно оружје во одбрана на македонските позиции и во ова време кога сме повторно растргнати од истите тие грабливи раце како еден жив плен. Господин Аџиевски, што представуваат за вас сите овие страници и колку беше тешко да ја напишете оваа книга? Колку е тешко и дали е возможно да се прераскаже болката нанесена поради прогон? Какви се вашите чувства околу издавањето на оваа книга? Колку успеавте прераскажаните црни зборови да ги ставите на белите листови? Па видете, секако дека е тешко преку зборови да се раскаже болка, не само за ова, во тоа општо во било каква болка да станува збор. Тешко е да се најдат соодветни зборови кои ќе можат да го долова тој гласот на детското врескање поради за секогаш прекинатата игра, поради разделбата на 5-годишни деца со своите мајки, како што кажав пред малку во однос на опеаните стихови во Врва ми изнакнала, поради целосното згаснување на вековни македонски предедови огништа со само една исфрлена граната. За жал, да се уништат сите соништа и сета таа безгришност и топлина во која се ткаел еден убав македонски живот. Така што ни самиот не знам дали успеав да доловам, да доближам, не да се почувствува, туку да се воочи, да се погледне во очите на таа болка која што сите треба да се согласиме дека никогаш повеќе не треба да се повтори. Убаво го имате тоа обработено во книгата. Пред да дзирнеме подлабоко во книгата, би сакале да ни кажете што всушност представува ова ваше петто книжевно дело "Само птиците се враќаат назад" и кој период опфаќа? Па разгледувајќи оваа книга технички по историски периоди, може да се разглоби на 3 периоди кои што континуирани се поврзани еден со друг. Првиот период се однесува на Балканските војни, поточно на следиците од Втората Балканска војна и кои што ги создаваат и практично првите бегалци, првите бегалски колони кои што од разурнатиот град Кукуш и неговата околина биле протерани првите македонци, најголем дел кон Струмичко, а помал дел и кон Пиринска Македонија, па и низ цела Бугарија. Вториот период е периодот на Лозанската конвенција од 1924 година и потпишувањето на договорот помеѓу Грција и Турција за размена на население, и овој период е според мене клучен за денешната состојба која што имаме во Егејска Македонија, бидејќи Лозанската конвенција и размената на населението за секогаш ќе ја промени етничката слика на Егејска Македонија и оваа размена на население ќе успее во процесот на демакедонизација на македонците и на тој македонски регион. И периодот на граѓанската војна, значи 48-та година, кога македонците за жал ќе се најдат на поразената страна и ќе започне екзодусот на децата бегалци низ Југославија и низ земјите во Источниот фронт. Имајќи предвид дека егејскиот дел од Македонија повеќе од еден век е дел од грчката држава, до какви сознанија дојдовте при вашите истражувања? Дали македонците од егејскиот дел, без разлика каде и да живеат во светот, особено по младата генерација, но и новите поколенија, на некој начин го преземаат
генерацијскиот аманет и дали продолжуваат да го прераскажуваат тој аманет? Што е тоа што ги води? Која е нивната најсилна водилка во која веруваат? Да, тој генерацијски аманет се пренесува најмногу преку македонските песни. Таму може да се видат најголемите македонски ора, кои се само одраз на пркосот кој што го носат во себе, и на тој македонски непокор кој што треба да се пренесува како едно генерацијско завештание. Дека многу пати кршениот дух на македонскиот народ низ историјата всушност не може никогаш докрај да биде скршен. Но за жал институционално таму не можат да се најдат некакви поголеми признанија, всушност никакви признанија за македонците како еден посебен народ, и тоа е она кое што може да се каже дека негативно се одразува на пред се помладите македонски поколенија, бидејќи доколку не постои врската со Република Македонија и тој македонски фолклор кој што се гаи, кој што се негува, сепак може да се каже дека македонскиот јазик полека исчезнува од употреба пред се кај помладите генерации, но сепак оптимизмот е присутен дека нема целосно да исчезне, бидејќи врската со сопственото потекло е сепак она што е најсилна нишка која што не спојува со минатото, и границата тука игра сурова улога, но сепак не може да игра клучна улога во целосно исчезнување на еден народ. Од она што го знаеме, Егејска Македонија административно е поделена на 3 области: Западна, Источна и Централна Македонија. Кажете ни нешто повеќе за овие 3 области, како и за демографската состојба. Да, Егејска Македонија административно денес е поделена на 3 области, и сите 3 области го носат името Македонија, кој што до ден денес знаеме дека е спорно употребата на друга територија или држава да го носи истото име, што има веќе таму и политички спорови во кои што нема да навлегуваме. Западниот дел се нарекува регион Западна Македонија со главен град Кожани, и таму е концентрацијата најголема денес на македонците. Потоа централниот дел се нарекува Централна Македонија со главен град Солун, и на крајниот исток постои административен регион Источна Македонија и Тракија. Тука се наоѓаат, значи, и регионот Тракија и источниот дел на Егејска Македонија, каде што се наоѓаат градовите Драма, Кавала и главен град Ѓумурџина во денешна Тракија. Според последниот попис, чинам дека беше исто како Македонија некаде 2021 година, има околу 2 милиони и околу 200.000 жители. Најголем дел од населението е концентрирано во околината на Солун, во регионот Централна Македонија, додека исто и во нешто што го нема кај нас во административната поделба на Македонија, таму имаме окрузи и општини. Кај нас територија административно прв степен се општините, кај нив имаме и окрузи. Има 15 окрузи, поделени во 61 општина. Најголем округ е Солун, кој има околу 1 милион жители, значи нешто близу половина од населението од Егејска Македонија се наоѓа, живее денес во округот Солун, кој што пак е втор најголем град во Грција, и има статус на сопрестолнина со Атина. Додека најмала општина е општината Преспа, кој што има околу 1200 жители. Тука се наоѓаат 15 села во областа Преспа, која што се наоѓа на грчка територија, и областа Корешта, која што се наоѓа помеѓу северо-западно од градот Костур. Покрај Солун, други поголеми градови кои што може да се спомнат денес во Егејска Македонија се Сер, Катерини, Драма, Кавала, Кожани, Бер и така натаму, додека пак во однос на етничката демографија, градови со најголема застапеност на македонци се Лерин и Воден, кои што се смета дека се денес и единствените од оние, условно кажано, поголеми градови во кои што има мнозинско македонско население, но македонците се застапени во голем број и во Костур, и во Негуш, исто така ги има и во Суровичево, и во Кајлар, и во други градови каде што ги има во помал број,
но секако не изостануваат и македонците и во тој источниот дел на Егејска Македонија и централниот, како што се Солун, Валовишта, Сер и така натаму. Но сепак доминантно денес населението во Егејска Македонија е грчко, а понатаму и ќе кажеме, а малку и спомнавме и кои се причините за оваа етничка доминација која се случува по 20-тите години до денес. Некаде на почетокот на 20-тиот век, Македонија, како и многу пати претходно, низ вековите повторно го доживува проклетството на поделба и станува јаблко на раздорот на околните народи, односно соседи, откинувајќи дел од Македонија со што се ги проширија своите граници, вклучувајќи ги штотуку ослободените територии со македонско население, со што го отвориле патот за вековните сонови за создавање на големи држави. Дојдете ли до некакви информации кои покажуваат како дошло до поделбата на географска Македонија на Вардарска, Пиринска и Егејска Македонија и низите државни граници? Па да, историските околности на Балканот и во Европа за жал негативно се одразиле врз македонската земја и македонскиот народ. Почетокот на 20-тиот век Османлиската империја започнува да се нарекува болниот од Босфорот, бидејќи империјата е пред самиот распад и пред губење и на последните земји територии кои што ги држи во Европа. Македонија, Албанија, Косово и Тракија, и Македонија одново станува една аспирација на соседните монархии кои што во преостанатите, а во иднина ќе бидат изгубени територии на Османлиската империја, можат гледаат што повеќе да зграбат од територијата која што ќе биде од која што османлите конечно ќе си заминат. Во Со цел книгата остварување на овие големодржавни аспирации кои што ги имаат соседните монархии, склучуваат Балкански сојуз, одбранен сојуз помеѓу Бугарија, Грција и Србија со цел за конечното протерување на османлите од Балканот и спровеле на голема воена офанзива и така започнува првата Балканска војна во 1912 година, така што овие балкански наши денес соседни земји ја напаѓаат Османлиската империја, но за нивна несреќа грчките, бугарските и српските аспирации и територијални претензии длабоко се преклопувале како што ги создавале, се ги мапирале сопствените територии, тие се преклопуваат со тоа што било јасно дека овие земји, овие држави нема да можат да коегзистираат една од друга. И кулминацијата се достигнала кулминацијата со тоа што било јасно дека ќе настане судир помеѓу доскорешните сојузници што ја напаѓаат до тогашната голема петвековна силна светска империја. И Македонија, како и многу пати низ вековите, тука станува јаболко на раздорот на соседните народи и кои што верувале дека тогаш имаат неповторлива можност да откинат што поголемо парче од несреќната Македонија. Но осмислените тие големи држави имале толку големи територијални претензии што било јасно дека следниот судир е на повидок. Така што Грција и Бугарија се стремеле заеднички кон Тракија, Грција, Бугарија и Србија кон Македонија и Србија и Црна Гора кон Албанија и излезот на Јадранското море, на јадранските пристаништа. А Егејска Македонија бил просторот каде што се судирале бугарските и грчките аспирации, а особено била голема желбата на Бугарија за конечно излез на Белото море и завладувањето на Солун ја предизвикува таа конечна разврска. Букурештскиот мировен договор на 10 август 1913 година конечно ја решава судбината на овие балкански монархии и на некој начин, барем условно, ги задоволува тие апетити, каде повеќе, каде помалку, и знаеме потоа како се случува поделбата на петвековната Османлиска Македонија. И конечно се поставуваат граници таму каде што никогаш не постоеле. Так, на 19-та страна
Во книгата стои наслов "Убавиот кукуш, проголтан од пламенот на гранатите". Ке сакате ли во кратки црти да ни ја опишете содржината во оваа поглавие, кое завршува некаде на 29-та страница од книгата? Или пак само некој интересен дел од тоа? Во ова поглавје се однесува на разрушувањето на кукуш, кој што представува една од најтажните приказни во Егејска Македонија, бидејќи оној кукуш кој што ние денес го познаваме на грчки Килкис, како што е преименуван, всушност и не е тој кукуш кој што низ историјата се среќава како родното место на нашиот великан Гоце Делчев. Градот Кукуш до 1913 година екзистира, потоа е срушен целосно до темел. Но зошто доаѓа до ова, токму Кукуш, зошто другите градови успева да ја одбегнат таа грчка жестокост на гранатирање, бидејќи во 19 век грчкото граѓанство не дозволува да биде бројно засегнато од хеленизација и од грцизирање и асимилирање, како што тоа било случај во другите градови во источниот дел, претежно во Егејска Македонија, бидејќи сите обиди на фаниротските црковно-образовни пропаганди во Кукуш секогаш завршувале без успех. Кукуш бил еден од градовите кој што пружил најмногу отпор на фанариотите и најголем отпор на таа грчка асимилација, и зашто подоцна ќе плати неголемата казна. Кукушани се истакнуваат со првото училиште на народен јазик во 1857 година, бидејќи кукушкото граѓанство ги повикува македонските преродбеници Димитар Миладинов и Рајко Жинзифов, како и испраќаат писмо до владиката Партени Зографски од Галичник да ги испрати неговите печатени книги со цел да го отворат првото народно училиште во Кукуш. Потоа се истакнуваат кукушани со уште еден историски подвиг за црковна независност, што било особено тешко во тој период. Упатуваат писмо до папата Пи 11, со што испраќаат барање за унијатство, сојуз со Римокатоличката црква, со источен обред, движење кое масовно ќе пламне низ Македонија, а што ќе придонесе и други црковни општини да му се приклучат на тогашниот бастион на непокорот градот Кукуш. Потоа кукушани го се единствените кои што ќе успеат да го прогонат, да го набркаат грчкиот владика Мелети, кој што е познат во историјата, еден од владиците кој што постојано се служил со клетви кон и клеветења кон македонското граѓанство да бидат затворени, казнувани и така натаму. И на местото на Мелети во Кукуш доаѓа македонскиот трибун галичанецот Партенија Зографски. Но во Втората Балканска војна грците гледаат една неповторлива можност за конечно пресметување со во наводници непослушниот народ од малиот град Кукуш, кој што постојано пркосел на тие фанариотски обиди за асимилација и не сакал да се подчини на таа великогрчка идеја. Грчката власт, како што ги поместувала своите граници од југ кон север и освојувачките трупи, длабоко навлегувала во македонската земја и не сакала да го пропушти моментот грчкото население конечно да биде казнето. Но дополнително на тоа несреќна околност ќе биде што тука се наоѓаат и судирите на бугарската и грчката војска за освојување, нели, на што голема територија во Егејска Македонија, и бугарската војска своите одбрани ќе ги постави токму во околината во близина на градот Кукуш. И на 20 јуни 1913 година грчката војска ќе ги исфрли првите гранати врз градот Кукуш. Според очевидците, живи точно во 13 часот. Грчката артилерија немилосрдно ќе гаѓа на кукушките куќи и за неколку часа градот Кукуш ќе биде пламнат и срамнет со земја. Значи, артилериски огат жестоко ги пеплосувал сите куќи и пожарот кој што неконтролирано се ширел не само во градот, туку и во околните македонски и турски села, за секогаш ќе го згасне животот на убавиот град македонски Кукуш. И веднаш наредната година, ќе зборуваме понатаму за тоа можеби, Кукуш ќе добие еден целосен грчки лик. Обновениот Кукуш денес се наоѓа малку понастрана
непосредно до стариот град, од кој што е останата само црквата Свети Георгија, но и таа настрадала во неговото гранатирање. Карнегиевата комисија која што доаѓала тука да прави некаква евиденција на штетите, и самите биле чудоневидени од штетата и од жестокоста која што ја правеле грчките војници, а тие самите во запленетите писма кои што се дојдени до бугарските војници и подоцна се објавени, во писмата кажуваат дека и самите се чудат какви се овие наредби што им ги дава власта, им ги вадат очите додека се живи, наредба има да ги убиваат и децата, да прават еден чист геноцид врз македонците и турците кои што живееле тогаш во тој еден крај со околу 150 македонски села. И денес во Кукуш да кажеме дека не постои ниту едно македонско живо село во околината на тој Кукушки округ. Господине Џиовски, на 30-та страна поместен е насловот Протерување на македонците од Кукушко во Струмичко. Ќе сакате ли да го објасните во кратки црти овој настан? Да, значи како што кажавме, крајот на јуни, кога започнуваат гранатите, гранатирањата на Кукуш, тие траат неколку дена и македонците се наоѓаат во една безизлезност и буквално немале никаква заштита од никого, бидејќи бугарската војска се одмаздува пак на грчките населени места, тогаш не е ни во состојба, а нема ни желба да ги брани македонските села во Кукушко. Останатите големи сили па и не се нешто заинтересирани за одбрана на некакво сега веќе и малцинство во тие краишта. Македонците немајќи заштита од никого и не признати буквално од никого, почнуваат да се повлекуваат од своите вековни огништа, но не на југ, бидејќи оттаму јуришаат грчките трупи, од Солун доаѓаат кон Кукуш и мораат да бегаат на север. И на север се населуваат во Струмица, најголем дел, и во струмичките села. Претежно се населуваат во селата кои што дотогаш биле турски, во напуштените турски имоти, бидејќи турците во голем број бегаат во матичната земја Турција, но и турците ја преживуваат таа страшна голгота кој што живееле во Егејска Македонија, бидејќи не се наоѓаат повеќе во нивната голема империја која ги заштитува, и тие се соочуваат со колежи крвави, но и од бугарите и од грците се соочуваат со голема жестокост, но за разлика од македонците, турците одат во сопствената држава, во сопствената матична држава, а македонците немаат каде да одат. Бидејќи Струмица е тогаш граничниот дел каде што се судираат тие поместувања на границите, најголем дел се населуваат во напуштените турски имоти. Само во еден податок, во 1921 година, во Струмица живеат околу 2700 лица кои што потекнуваат од Кукуш и околните села. Тоа е некаде повеќе од можеби 20% од тогашното население. Најголем дел од бежанците се населуваат прво да кажеме од кои места, од Кукушките села, од Морарци, најголемото македонско село во околината на Кукуш, потоа Крецово, Лелово, Владаја, Аканџалија, Алексово, Грбашел, Штемница, Рошлово, Хрсово и така натаму, кои што за жал повеќе не можеме никаде да ги сретнеме со вакви топоними, ги имаме затоа и да ги зачуваме во литературата, но и во колективната меморија на македонскиот народ, и се населуваат пред се во селата кои што биле целосно турски, бидејќи тие села биле целосно испразнети. Како селата Секирник, Радово, Штука, Сарај, Гечерлија, едно кујќе во Чанаклија, Борисово, Нова Мала, Хамзали, значи до 1913 година се целосно турски села. И по напуштањето на турците, македонците кои што се познати под името бежанци во овој крај, во југоисточниот дел на Македонија, ги населуваат овие села и сега, например, селото Секирник е целосно бежанско село, Радово, Штука и така натаму, а потоа се населуваат и во селата кои што биле мешани со македонско и турско население, како што биле Турново, Иловица, Сушица, Старобалдовци и така натаму. И тогаш добиваме два вида на македонци. Значи, од македонски турски села стануваат
чисто македонски, но со различни по потекло македонци. Македонци староседелци и македонци бежанци, како што ги нарекувале, бидејќи биле од околината на Кукуш. Долги години, значи, тие го имаат зачувано и својот кукушки говор, кој што бил во исчезнување во својата матица. И бежанците до последниот здив живееле и верувале со надеж дека еден ден преку Дојран и Беласица ќе можат да се најдат, да се вратат во својата напуштена татковина, но ниту еден бежанец не успеа да ја пречекори поставената граница кај Дојран и кај Беласица, што уште една потврда за го оправдува насловот дека само птиците можат да ја прелетаат Беласица и да се вратат во земјата која што е родно огниште на македонците кои што биле протерани и останале да се вгнездат во денес за среќна околност во една слободна македонска држава. Професоре, на 38-та страница од книгата поместен е насловот Епоха на грчката колонизација во Кукушко. Кажете ни нешто и за ова, до какви историски сознанија дојдовте за кои досега не се знаеја или беа подзаборавени? Па да, по прогонот на македонците и турците, Кукушката регија е веќе испразнета, бидејќи таму грци никогаш не живееле, не постојат, тоа е целосен регион населен со македонци и турци до 13-та година и етничкото чистење во Кукушкиот крај создало услови за доселување на ново население. Која ќе биде тоа ново население? Ќе биде грчко. И веќе уште наредната 1914 година со обновување на сега новиот Кукуш, веќе преименуван во Килкис, почнале да се населуваат првите бегалци грчки од Тракија. Значи тоа се тракиски бегалци од селото Белополјане во близина на Ивајловград, тоа е денешна Тракиска Бугарија. А до 25-та година над 300 грчки семејства се населуваат и од градот Стенимахос. Тоа е денешниот град Асеновград во Бугарија, преименуван 34-та година. И потоа веќе кон 18-19-та година веќе Кукушкиот регион се обновува со грчки бегалци по ова грчко-турска војна од градовите Орду, кој што е наречен грчкото име Котиора, потоа Гиресун, на грчки Керасунда, доаѓаат од дури и најголем дел од областа Карс. Тоа се наоѓа во Јужен Кавказ, порано било руска провинција, денес е на територијата на Турција, таму живееле голем број на грци и од областа Карс се спуштаат јужно, кој што е илјадници километри оддалечено од Егејска Македонија, нема никаква врска, ниту географска, ниту етнографска со тој регион каде што се населуваат. Потоа грчки бегалци доаѓаат и од околината на Лозенград, тоа е исто така Тракија, на турски се нарекува овој град Кркларели. Потоа од околината на Ѓумушкане, од околината на Чаталџа, значи од различни региони, веќе се преплавува тој регион кон Солун, кон Кукуш, Серско, Драмско со грчки бегалци од Тракија, од областа Понт, тоа е јужниот брег на Црно море во северниот брег на Турција, северниот дел на Турција, од областа Карс, па има грчки бегалци, пронајдов со истражувањата дека се доселени дури од областа Абхазија, тоа е денешна Грузија, од областа Тракија во денешна Бугарија и од Малазија, значи од Кападокија, од различни места се преплавени во тој регион кој што денес е доминантно и предимно би рекле грчки. 43-та страна од книгата започнувате со насловот Пречекорување на новата граница кон Бугарија. Во овој наслов зборувате за селото Баница, кое постана еден вид на сведок на една од големите трагедии, ако не и најголема во Егејска Македонија, која што е натопена со крвта на македонскиот апостол и револуционер Гоце Делчев. Ќе сакате ли да не кажете нешто и за судбината на тоа село, но и за судбината на населението на тоа село? Да, на селото Баница, кое што за жал денес повеќе не постои, никако топоним, никако грците никогаш не го обновија, не знам од кои причини, се наоѓа на планината Шарлија, тоа е во близина на
границата помеѓу денешна државна граница помеѓу Пиринска и Егејска Македонија, многу блиску до границата помеѓу Грција и Бугарија. Административно припаѓа на градот Сер, значи Серско село, во распослано е во гледа кон Серското поле, но не е рамничарско село. И во ова село се случува во 1903 година најголемата можеби трагедија, бидејќи тука ова село е натопено со крвта на македонскиот револуционери, таткото на современата македонска нација, Гоце Делчев, каде што во нерамна битка е загинат и до денес не разјаснети причини, но не е разјаснето како и зошто е откриен токму во селото Баница, каде што престојувал на пат кон Сер, но македонската национална историја тврди дека станува збор за предавство, кое што, за жал, не е откриено, но се претпоставува дека е дело на бугарските врховисти кои што го имаат наместено ова убиство. 10 години подоцна, селото Баница, значи 13-та година, за време на Втората Балканска војна, селото е целосно опожарено од страна на грчката армија и голем дел од населението е убиено. А голем дел почнало да ја напушта границата и да бегаат бара за солниште од ова грчко безмилостие. И својата нова Баница, баничани ја однесле во Пиринска Македонија во најголем дел, кај своите сонародници, нели, кои што биле примани и прифатени од страна на пиринските македонци. Денес Пиринска Македонија, по можеби 1/3 од населението волат потекло од Егејска Македонија. Баничани се населуваат најмногу во градот Свети Врач, денес наречен Сандански, во градовите Разлог, во Неврокоп, денес Гоце Делчев, во горноџумајското село Баджево, кој што голем дел од денешното население на Баджево води потекло од селото Баница, така што се распрснати низ различни места, но се концентрирани најголем дел во Пиринска Македонија. Оние кои што останале живи. Од 55-та страна па се до 70-та страна пишувате за Нејскиот мировен договор и новите македонски откорнатици. Опишете го накратко овој период, до какви сознанија дојдовте? 1919 година, значи се случува еден меѓудржавен договор помеѓу Грција и Бугарија. Се нарекува Нејски, бидејќи се е потпишан во местото Неј на реката Сена во близина на Париз. По завршувањето на Првата светска војна, Бугарија се наоѓа на поразената страна и мора да подлежи незината територија на одредена ревизија. Тогаш Струмица и Струмичкиот регион се отцепени од Бугарија и се припоени на кралството на србите, хрватите и словенците, подоцна кралство Југославија. Освен договорот кој што имал такви територијални прашања, разврски во однос на поразените страни, каде што припаѓала и Бугарија, каде што и секогаш припаѓала, нели, на поразената страна, овој договор предвидувал и доброволно размена на малцинствата помеѓу Грција и Бугарија. Голем дел на грчко малцинство се наоѓало во Бугарија и Грција сакала да го привлече на својата територија за да го зголеми бројот на грци во пред се Егејска Македонија, но и во другите делови на Грција, а бидејќи Бугарија не се ни грижела за тоа грчко малцинство, а Бугарија бидејќи сакала и да се ослободи од грците на незината територија, кои што во најголем дел биле во Тракија и во тој Црноморски брег. Но, кога станува збор за бугарско малцинство во Грција, секако мислеле на македонците, кои што Бугарија, грчкото малцинство во Бугарија сакала да го замени со македонско, кое што ќе може во иднина лесно да го припои кон бугарската нација. Што ова операција денес од денешен аспект изгледа дека е повеќе од успешна, бидејќи најголем дел од македонците кои што се по потекло од Егејска Македонија и живеат во Бугарија, денес имаат бугарска самосвест. Како е дојдено до ова иселување на македонци од грчка на бугарска државна територија? По потпишувањето на овој договор, Грција правела се поголем притисок да се ослободи од македонците кои што ги нарекувала бугарско малцинство или славјани, славомакедонци, така натаму, со цел да се ослободи за да
за оние кои што не може да ги асимилира, нели, да се отвори патот кон доселување на што поголем број на Грци од Тракија, Малазија, од Кавказ, од секаде. И тогаш се случил инцидентот во селото Трлис, 24 година, познат како Трлиски инцидент, каде што буквално били убиени 19 селани од Трлис, Караќој и селото Ловче. Ова било само притисок што повеќе македонци да ги напуштаат своите родни огништа. Иако од 913 до 28 година во Бугарија се регистрирани 89.000 македонци кои што пристигнале на бугарска територија и се населувани во различни краишта, но онаму каде што живееле претходно Грци. Таков е градот Стенимахос, кој што во 34 година е преименуван во Асеновград по бугарскиот цар Асен. Голем дел од македонците во Стенимахос, тогаш денес Асеновград, доаѓаат од околината на Енидже Вардар. И веќе станува една Енидже Вардарска оаза среде Бугарија, среде Тракија, каде што неколку илјади македонци само од градот Енидже Вардар пристигнуваат во Асеновград, но доаѓаат и од целата Корнишор, од Пилорик, од Кониково, од Алар, а најголем дел од селото Бозец, кое што е познато по производството на памук, едно типично рамничарско село, 718 македонски иселеници има некаде кон до крајот на 20-тите години иселени во Асеновград. Потоа доаѓаат освен во Асеновград се иселуваат и во Црноморскиот брег, така што иселеници од селата Крилаково, Зоработово, Баровица, овие сите во Енидже Вардарскиот дел, во Енидже Вардарскиот регион, Пласничево, потоа Кадиново, ја формираат, ја основаат и македонската населба Равда, која што се наоѓа некаде во близина на Несебар, денес е главна туристичка дестинација во Бугарија на Црното море, нели? И тука имаме иселеници, најголем дел од Енидже Вардар. Потоа, голем дел од македонски иселеници пристигнуваат и во Пловдив, вториот по големина град во Бугарија, пак таму се населува најголем дел од Серско и од Рамско, значи тој крајен источен дел, каде што се наоѓале голем број на големи македонски села по неколку илјади жители, кои денес се или грчки, или се целосно уништени. Најголем дел во Пловдив пристигнуваат македонци од селото Горно Броди, над 300 семејства македонски. Горно Броди, според некои податоци, било и најголемото село во Егејска Македонија, има околу 7000 жители. Околу 300 семејства доаѓаат и се населуваат во Пловдив, потоа пристигнуваат и од селата Горни Порој, од Лески, Алистратик, од Скрижово, од Крушево, село Серско. Потоа од Драмскиот крај пристигнуваат од селата Плевна, од Старчишта, од селата Височан, потоа Просечен, Долно Броди, Горни Порој и така натаму, а исто така и од Лагадинското големо село Зарово, се населуваат низ сите краишта низ Егејска Македонија, секако и бугарската престолнина Софија била бил еден кварт каде што се наоѓала една мала Македонија, бидејќи Софија од секогаш и била град каде што била имиграцијско средиште на македонците, не само од Егејска, туку и од Вардарска и од другите делови на Македонија, така што македонците се распрснуваат во низ сите краишта и иако се наоѓаат на една заедничка територија, тие веќе и престануваат и да комуницираат едни со други, бидејќи станува збор за регион каде што веќе и се помешани со локалното староседелско бугарско население и дел од нив, голем дел од нив почнуваат да се претопуваат во современата бугарска нација. На 71 страница на ова ваше книжено дело пишувате и за Лозанската конвенција и за размена на население. За кој период станува збор и што точно е опфатено? До какви сознанија дојдовте? Ќе ни кажете ли некои поинтересни податоци поврзани со бегалците? Да, кажавме претходно, споменавме дека овој договор и оваа конвенција е
клучна за промена на етничката слика во Егејска Македонија. До ова доаѓа по тригодишната војна помеѓу Грција и Турција, која што завршува со победа на Турција и успевајќи да си ги поврати сопствените изгубени територии, како што бил Измир и другите делови на Егејското море. За секогаш е завршена аспирацијата на Грција на така наречената мегали идеја, на таа голема Грција да се простира на 2 континенти и излез на 5 мориња. Во Турција некаде, значи, почетокот на, може да кажеме некаде, значи, за време на Првата светска војна, втората најголема етничка заедница во Турција биле грците и втората по бројност верска заедница биле православните христијани, бидејќи во Грција, според пописот од 1914 година, во Турција живеат 1.700.000 грци. Тоа е една голема заедница која што се наоѓа на тогаш турска територија. А исто така на територијата пак на Егејска Македонија живее голем број на турско население во Кукушко, Леринско, Кожанско, Кајларско, Леринско и најголем дел во околината на Солун. Ова Лозанска конвенција доведува до потпишување на договор за размена на население, бидејќи не можеле да постигнат договор во грижење за грижа за малцинствата. Ниту Турција, ниту Грција сакала да се грижи за тоа малцинство, ниту за грчкото во Турција, ниту за турското во Грција, и се договориле да направат една размена на население. Но не направиле размена на етничка, туку на верска основа. Се разменувале христијани со муслимани. Така што се подпишала една клаузула, еден член од договорот кој што гласел: еднаш напуштените територии никогаш повторно да не смеат да се вратат назад. Доколку еднаш се напушти својот роден дом, тој е за секогаш напуштен. Ова конвенција е подпишана под покровителство на Друштвото на народите во Лозана, во Швајцарија, и 24-та година се почнале првите бегалски бранови, нели? И бидејќи е на верска основа, покрај турците од Егејска Македонија се иселиле трајно голем број на македонци муслимани кои што живееле во околината на Меглен, на Костур, во околината на Драма во најголем дел. Се населиле во околината на Кападокија, на Бурса, на Измир, каде што ден денес живеат македонци од Егејска Македонија со исламска вероисповед. А исто така од Турција пристигнуваат не само грци, не било хомогено грчко население, туку пристигнале и над 80.000 над 280.000 и караманли. Тоа се турци по националност, а православни по вероисповед. Потоа се населуваат и голем број, над 100.000 ерменци, се населуваат разни кавказски народи кои што не припаѓаат на грчката етничка заедница, така што Егејска Македонија се преплавува со различни народи и не се постигнува само верска доминација. Значи, муслиманите ја напуштаат Грција, Грција станува и Егејска Македонија на целосно христијанска земја, но од мултиетничка станува уште по-мултиетничка, така што имаме сега веќе и различни народи на територијата на Егејска Македонија со една цел: во иднина сите да бидат претопени, асимилирани, да се слеат во рамките на грчката нација. И на територијата на цела Грција, по оваа размена на население, 1928 година, 4 години подоцна, е организиран и првиот попис во Грција. И во тој попис бегалците се заверуваат како бегалци. Значи, имаат статус на бегалци и на староседелци. Прават една таква дистинкција со локалното население. И од 6.200.000 жители, околу 20% или секој пети граѓанин на Грција има статус на бегалец. Значи, 1/5 од населението во Грција води потекло од Малазија, од Понт, од Кавказ, од Тракија, од различни места, се бегалци. Значи, станува збор за негде над 1.200.000 некаде доселеници во Грција,
од нив 638.000 се населуваат во Егејска Македонија. 638.000. Најголем дел во источниот дел, 138.000 во Солунско, голем дел во по 70-80.000 во Кавала, Драма и Стер. Значи, од негде половината се населуваат во централниот и источниот дел на Егејска Македонија. Значи, во Егејска Македонија сочинувале 45%, речиси половина од целосното население кое што тогаш се наоѓало. Значи, од етнички аспект не се постигнува хеленизација, но се постигнува демакедонизација. Веќе македонците за секогаш ќе го изгубат етничкото мнозинство кое што го имале до тогаш. Значи, македонците ќе почнат да функционираат, да екзистираат како една малцинска заедница, бидејќи со 638.000 грчки доселеници и со тие помал број на староседелци кои што дошле кои што живееле во Грција и еден дел на луѓе на Грција, од стара Грција кои што дошле од Тесалија, од Атина како административци да работат во Грција, бидејќи никогаш државните функции не им ги давале на македонците, ниту на турци, ниту на албанци, ниту на власи, доколку не се грци. И веќе грците постигнуваат фантастични 80% од етничката застапеност во Егејска Македонија, а македонците станале една минорна и малцинска заедница, која што функционирала претежно во западните делови, каде што ги има и денес, во Леринско, Коструско, Воденско и Меглинско. Додека во тој централен и источен дел, таа грчка доминација почнала се повеќе да расте. Како е тоа дојдено? Со сите мешовити бракови што се случувале помеѓу грци ерменци, грци караманли, грци власи, грци македонци, сите се слевале во рамките на грчката нација и грчкиот јазик станал јазикот на државата, јазикот на секојдневната употреба, дури во 30-тите години со режимот на Метаксас, дури и во семејната употреба, каде што македонскиот бил целосно и забранет. Во Тоа книгава, значи за секогаш го губи тој етнички македонски лик. Во книгава пишувате и за етничките промени во Солунско, како и за историската демографија на Солун. Кој период го пишувате и каква била демографијата? Околу пописот зборувавте, дали и во овој дел имало попис и дали дојдовте до некакви податоци за бројката на македонци во тој период? Така, Солун има една мощна интересна историска демографија, бидејќи тука се како еден голем и од секогаш значаен развиен град на Балканот. Од секогаш бил прибежиште на различни народи кои што се населувале во овој град и не можеме да кажеме дека градот Солун имал некаков етнички доминантен македонски лик, бидејќи како голем град бил имиграцијско место за различни народи и верски структури, па уште по заземањето на Солун од страна на турците, кој што бил и тогаш веќе важен град за Османлиската империја, тој излез на Егејското море и најголемото пристаниште на Медитеранот, предизвикало доселување на голем број на турци муслимани во градот Солун, но вистинскиот демографски и етнички пресврт во Солун се случува по 1492 година по доселувањето на голем број на евреи во градот, по инквизацијата во Шпанија. Нели знаеме, се населуваат најголем дел во Битола, Скопје, Штип и најмногу во Кавала и најмногу во Солун. Па во 1519 година бројот на евреите станува доминантен и надминува 54% од вкупното население на Солун, а подоцна и Солун станува најголемиот еврејски град во светот и единствен град со еврејско мнозинско население во Европа. Потоа во помал број исто така живеат во градот и македонците, и грците, и власите, и турците, но евреите биле оние кои што заземале важно учество и во
чаршијата и во трговијата и во самата економија на градот, додека околината на градот Солун пак предимно е населена со големи македонски села кои што исто така функционирале во градот Солун и денес интересно е што дел од нив се уште живи и функционираат како македонски. Ова демографска доминација на евреите завршува со големиот пожар на Солун 1917 година, кога дури 52.000 евреи завршуваат без покрив над главата и сите нивни дуќани се срушени. Најголем дел се иселуваат во Америка, во Франција, некои во Палестина. Понатаму, нели, по грчко-турската размена на население, по Лозанската конвенција, 137.000 грци доаѓаат да се населат во Солун, најмногу од цела територија на Егејска Македонија, и Солун е познат како главен град на бегалците и локалните грчки бегалци го викале Солун мајка на сиромашните. Бидејќи Солун бил тој каде што се градели бегалски кампови, каде што се чекало да се додели земја, каде што најголем дел на грчки писмени жители наоѓале работа и во тогашната грчка администрација и така натаму. Тогаш се случува таа голема доминација и денес, значи, со сите оние други народи кои што ги спомнавме претходно, кои што доаѓаат се населуваат во околината на Солун, исто така се слеваат во рамките на грчката национална свест. Значи, во околината на Солун денес се наоѓа едно населено место кое што се нарекува Арменохорион. Ова населено место е оформирано, може да се забележи по самиот топоним, од ерменци, Арменохорион, кои што доаѓаат како бегалци исто така од Турција, од Мала Азија и тука го формираат своето село. Значи, денес исто така овие жители, иако свесни за своето потекло, имаат грчка национална свест. Поранешни исто така населени места кои што може да се спомнат, кои што порано функционирале како македонски, а денес веќе се и предимно грчки. Можеме да го спомниме големото село Илиџиево, кое што денес е веќе едно помало градче, Зоработово, Текелиево, Седес и така натаму. Во книгава пишувате и за грчката граѓанска војна и децата бегалци. Ја споменувате и македонската хероина Мирка Гинова, а пишувате и за епопејата на Вичо и Грамошта. Кажете ли неколку зборови за ова, господин Аџиевски? Така, грчката граѓанска војна е еден од најтажните историски голготи кои што се случиле на оваа територија и еден од периодите, може да се каже за овој период, дека и за кој што најмногу истражувано и пишувано, може би бидејќи најголем дел од овие бегалци па денес ги имаме тука во Република Македонија, а и бидејќи имаме се уште и живи сведоци кои што ги доживеале овие страдања и страшни голготи. Значи, некаде по завршувањето на Втората светска војна се случуваат голем број на тензии помеѓу грчките комунисти и владата тогашна, поддржана од Велика Британија. И тие тензии се повеќе растеле и било известно дека ќе кулминираат со некако вооружен судир. Грција влегува во братоубиствена војна 46 година со напад на жардармериската станица во селото Литохори во близина на Катерини. И официјално започнува тогаш граѓанската војна во Грција, а македонците биле приморани за да заземат дел во таа војна и уште еднаш биле ставени пред еден очаен избор за нова рекрутација за туѓи интереси. Еднаш тоа го доживеале со Првата светска војна, каде што биле мобилизирани во српска, бугарска и грчка униформа и да гинат брат со брат. Но во овој пат македонците заземат само една страна, бидејќи македонската левичарска авангарда тогаш и гледала еден потенцијален соработник, соборен и закрилник во Комунистичката партија на Грција, кое што по завршувањето на војната ветувала конечна разврска и решавање на македонското прашање во полза на македонците. Значи, со други зборови, дека македонците по завршувањето на војната, кога комунистите ќе дојдат на власт, ќе бидат признати како посебен народ.
и ќе ги добијат тие национални права. Генералниот секретар Никос Закариадис, секретарот на КПГ, кој што бил бегалец исто така од Одрин, и ја дал таа славна изјава дека ова имаме, се случува невидена храброст на македонците борци, на тие наши соборци, кои што по завршувањето на војната, ова само жртва ќе се исплати, сега парафразирам, дека утре во една слободна и демократска Грција, македонците сами ќе си го решат националното прашање. До тоа не доаѓа, за жал, бидејќи тие губат војната. И македонците да не бидат третирани како сепаратисти и нелојални граѓани на Грција, дури формирале и своја организација за своја заштита и вооружен отпор, и така е формиран Народно-слободителниот фронт со македонци од Лерин, Костур и Воден. И тогаш доаѓа и спојување со Народно-слободителниот фронт и ДАК, Демократската армија на Грција, која што била предводена од Маркос Вафјадис, исто така грчки бегалец од градот Тосија од денешна Турција. Генералот Маркос бил понтиски грк во кого македонците имале најголема доверба. Тие премногу соработувале со грците, с комунисти кои што во тоа време рамо до рамо се бореле со тогашната монархо-фашистичка власт. И според некои бројки од вкупно 35.000 војници на ДАК, 20.000 биле од Егејска Македонија, од нив над 14.000 биле македонци. Значи се чуделе и самите и Маркос и сите раководители на ДАК колку одлучно и само пожртвувано се регрутираат војници од Ениџе Вардарско, од Гуменџиско, од Леринско, Костурско, Воденско, Меглинско, кои што биле со македонско потекло. Дури ги охрабрувале и понтиските грци и власите за да и тие да нарамат пушка и конечно да го победат непријателот. Судирите на двете планини во близина на Костур, Вичо и Грамошта, или Грамос, денес на грчки, сепак завршиле кобно и за војската на ДАК и македонците се наоѓаат на поразената страна. Македонското население од Костурско, најголем дел ќе го поднесе таа жестокост на монархо-фашистичката власт и за прв пат во современото војување врз костурските села од борбена авијација ќе бидат исфрлени напал бомби. Во 1949 година. Значи, националната армија на Грција тогашна со своја е стурила сета своја жестоко со околу 80.000 војници наспрема 11.000 војници кои што биле тогаш припадници на ДАК. Имале 136 топови и 56 борбени авиони. Овие битки имале огромни загуби, но и на двете страни имале загуби, но бидејќи се воделе на тогашната слободна територија на ДАК, бидејќи Костурскиот крај се водел како една слободна територија и исходот бил со опустошени села, голем број загинати и голем број на убиени, преку 20.000 убиени македонци и крвавите борбени операции на монархо-фашистите резултирале со 46 опустошени села во Егејска Македонија, од кои повеќето никогаш повеќе не се обновиле. И едно по едно села биле систематски уништувани и не случајно само оние села кои што биле населени со македонци. Едно од нив е меѓу првите кое што било настрадано е селото Бапчор, кое што по непрекинато бомбардирање биле уништени сите куќи. Селото кое што имало повеќе од 1200 жители е целосно денес пеплосано и нема ниту еден жител, грците не го обновуваат. Едно од најнастраданите е секако и селото Загоричани, кое во помалку од 50 години доживеало 3 масакри. Во времето на граѓанската војна 62 жители на селото Загоричани биле масакрирани и убиени, а 242 биле принудени да ја напуштат Грција и да се преселат во Југославија или во некоја од другите тогашни земји на источниот блок. Па и Горно Врбени, па и во Леринско, кој што исто така било и граждано, и селата во Преспа,
и целосно опустошени останали селата Вмбел, Дмбени, Смрдеш, Косинец, Трново, Јановени, Лобаница, Крчишта и така натаму. Така што имаме села кои што никогаш не се обновиле, а некои села пак се обновуваат, но со влашко население, номадско, кое што доаѓа од околината на Епир. Домбени, Смрдеш и Косинец се населени денес, се предимно влашки села. Додека пак атарот на големото село Вмбел денес служи како пасиште за номадските влашки сточари кои што го населиле, и таму имаме само камења од тие руинирани куќи. Господине Аџиовски, во книгата пишувате и за екзодусот на децата бегалци, непребол за уништеното детство, како и за децата бегалци во земјите од Источниот блок, но и за децата бегалци во Југославија. До какви сознанија дојдовте за овие многу болни теми? Ке сакате ли накратко да ни кажете нешто за овој дел или делови од книгата кои сами ќе ги одберете? Да, со таа првична намера цивилното население од тие места да биде спасено од ужасите кои што воделе во таа една несамислива бескрајност, се носи одлука и за негова итна евакуација. Целта на тогашното раководство на Комунистичката партија на Грција била привремена заштита и згрижување на децата, а подоцна враќање во нивната татковина, но напротив, организирано одведените деца, грчката граница ќе стане еден непремостлив мост, една непремостлива река до крајот на нивните животи. 48 година во март и мај околу 20.000 деца помеѓу 2 и 14 години ќе бидат евакуирани надвор од границите на Грција во земјите од Источниот блок. Од вкупниот број околу 20.000 биле македонци, а околу 8.000 биле грци и власи. Додека само 8.000, дури 8.000 биле деца кои што потекнуваат од Костурскиот крај, кој што станал најоштетен во секоја смисла и доживувајќи до тогаш невидена човечка трагедија. Значи уништени села, обезлуѓени села и илјадници жртва и неповратно прогонети деца и прогонети животи. Преку Албанија се евакуираат во најголем дел во Југославија, но и во земјите во тогашниот Источен блок. Околу 11.000 деца бегалци доаѓаат во Југославија, а во околу 5.000 во Романија, околу 4.000 во Чехословачка, околу 3.500 во Полска, околу 3.000 во Унгарија и така натаму, и подоцна во 70-тите години, веќе како возрастни личности, се враќаат најголемниот дел во Социјалистичка република Македонија, во Југославија, и активно се вклучуваат во општествениот живот на новата современа македонска држава. Ја препуштивме темата, господин Аџиовски, за топонимите, за која тема вие пишувате во оваа книга. Ќе сакате ли да ни кажете нешто за нив? Дали тие на некој начин се сведоштво за споменот на донесените грчки бегалци и дали наидовте на информации дека тие присилно се донесени и населени од нивната матична татковина? Да, новото бегалско население со цел да поврзува некаква нишка со своето потекло, со своето минато потекло, како што доаѓало од Мала Азија, од Кавказ, од Тракија, од Понт, од различни места, бидејќи тие никогаш повторно не смееле да се вратат назад, со себе понесуваат различни предмети, реликви, мошти од светци, од светите места каде што имале цркви, со цел да ги подсетува на нивната стара татковина. Но она кој што го носеле со себе во најголем дел, а е денес воочено на терен, тоа се старите топоними грчки на територијата на Турција. Така што грците од градот Мундања во Мала Азија го формираат градот Неа Мундања на полуостровот Халкидики. Значи Неа од грчки во превод значи нова, и така сите оние
населени места кои што започнуваат во Егејска Македонија со неа се топоними и грци од населени места кои што доаѓаат од нивната напуштена татковина. Така, селото Амбаркој во Кукушко го населуваат грчки бегалци од Мандрица во Јужна Бугарија и се нарекува Мандрес. Во селото Зарово се нарекува Никополис, бидејќи го населуваат грци од истоимениот град. Од Стенимахос се населуваат во селото Негушко Хоропан и денес селото се нарекува Стенимахос. А во близина на Драма пак, истите бегалци од истиот крај формираат сосема ново село и го нарекуваат Неа Стенимахос. Селото Брањате во Берско се нарекува Неа Никомидија, од доселеници од градот Никомидија во Турција. Потоа можеме да го споменеме и да ги споменеме градовите Варна и Несебар во источна Бугарија на Црноморскиот брег. Бегалци од овие два града формираат бегалски населби во градот Солун и денес тие населби се нарекуваат Неа Варна и Неа Месимврија, како што било грчкото име за тогашниот град, за денешниот град Несебар. Потоа селото Папрат е наречено Понтокерасија, што символизира за нивното понтиско потекло од областа Понт. Потоа можеме да го спомнеме и селото Кешиклак, кое што има потекло од турскиот јазик, е формирано од тракиското село Скопо и денес се нарекува Нео Скопос. Исто така селото Ќоспекли денес се нарекува Скутари, кои што го населуваат грчки бегалци од тракиското село во денешна Бугарија Скутарион, кој што 34 година бугарите го преименуваат во Штит. И така голем број на стотици топоними кои што денес водат потекло од друга земја, од други територии, како што доаѓале грчките бегалци, така ги преименувале и тоа е најголемата потврда за тоа дека тие се доселеници и пропагандата дека станува збор за староседелско население не е издржана, бидејќи само да ги истражиме потеклото на нивните топоними, ќе можеме да го откриеме нивното потекло. Нели? Ако некое населено место се нарекува Никополис, а исто такво населено место имам и во Мала Азија, станува збор дека некој од некаде дошол. Книгата ја завршувате со темите забрана за враќање дома и со еден наслов во прашална форма Македонците денес, реалност или невидлива статистика, но и со едно пресмртно писмо на македонскиот национален деец од граждано Лазо Ангеловски од 18.8.1948 година. Ке сакате ли да ни кажете нешто, некој збор повеќе за ова, што покажува дека го заслужува местото во оваа преубава книга за вистината за голготата на македонците од Егејскиот дел? Да, во 1981 година грчката власт донесува закон за враќање дома, односно еден вид на амнестија на грчките бегалци од времето на граѓанската војна, но во законот изрично стои можат да се вратат во напуштената татковина Грција само ако се грци по род. Така што македонците се уште еднаш понижени од страна на грчката држава и до ден денес законот е во сила и не може да се вратат во својата родна татковина, во својата родна земја. Законот значи не ги опфаќа правата на пребеганите македонци по род. Инаку денес во последното поглавје, значи дали се реалност или на невидлива статистика, македонците денес во Егејска Македонија станува збор за неможност да се дојде до една точна бројка, намерно не се доаѓа до таква точна бројка за бројот и застапеноста и процентот на македонците кои што денес живеат на територијата на Егејска Македонија и воопшто во Грција, но со истражување на терен може да се дојде до некаква приближна бројка и до некаков приближен број на населени места каде што македонците се уште екзистираат како една доминантна компактна група во некои региони.
така што повеќе од половина население во Леринскиот округ и повеќе од половина од населените места во Леринскиот округ денес се населени со македонци. Станува збор за повеќе од 70 села во кои што до ден денес немаат потрпено никакви етнички промени. Потоа тука имаме повеќе од 20 села во Коструско, од повеќе од 40 села во Воденско и Меглинско и околу 10 села се во Коструско, така што во Солунско, така што македонците во Егејска Македонија се уште функционираат како една компактна група. Нивната бројка низ историјата се намалувала, била мета на судири, на премрежења, на прогонства, на страдања, на поставување граници, но сепак тие продолжија да екзистираат и да ја гаат својата македонштина на еден нивни начин со една исконска бележитост. Го споменавме македонскиот национален деец Лазо Ангеловски, кој што во времето на граѓанската војна отворил 87 училишта македонски, каде што се образувале над 10.000 македонски деца. Така што тој е најзаслужен за тој просветен активен живот во времето на граѓанската војна, каде што на целата слободна територија која што ја држела ДАК и Народно-ослободителниот фронт, Лазо Ангеловски отворил училишта и ги описменувал младите македонци кои што, како што ги има и до ден денес, за жал во Грција, не били описменети на својот мајчин јазик. Лазо Ангеловски подоцна е фатен и заробен од страна на монархо-фашистичката власт и е според некои историски документи и истражувања со воен джип е влечен низ градот Лерин, по долго малтретирање е убиен и неговото гробно место до ден денес не се знае. Господин Раджиевски, кога сме кај книгата, каде можат да ја најдат оние кои што се заинтересирани да имаат, ако која книга е историска хроника за чемерната голгота на Егејска Македонија и прогонствата на бегалците од дедовата земја? Сите заинтересирани кои што сакаат да ја добијат книгата, доколку се од Битола, бидејќи јас сум од Битола, можат да се ја купат од книжарницата Books House, каде што се продава по центарот на градот, а за сите заинтересирани надвор од Битола можат моментално да ме контактираат лично мене. Книгата се испраќа низ цела Македонија и насекаде по белиот свет. Господине Аџиевски, Бидејќи се птици тие летат. Да, исто како птиците. Не му го забранувате патот. Не му го забрануваме патот. А за крај, која е и каква порака или разбирање се надевате дека читателите ќе добијат од вашава книга која е посветена за страдањата на бегалците? Пред се гласно да се зборуваат историските вистини и да не дозволуваме прогонот на нашите предци да се третира како нешто кое е одамна поминало и треба да се заборави во име на некакви идни модерни здружувања, кон кои што постојано некаде се стремиме. Секако дека историјата не треба да раѓа омраза, но секогаш кога е нападнато нечие достоинство, можеме да се одбраниме само со силата на знаењето. Тоа е најмојкното оружје, според мене. Так. Господине Аџиевски, ви благодариме за учеството во Македонски корени. Уште еднаш честитки, верувам и овој пат нашите слушатели со внимание ни слуша. Ви посакуваме многу успех во очекување со ваше следно дело со некоја наредна тема од вашето творештво. Ви посакуваме да си имате убав викенд, пријатно до слушање и довидување на Македонски корени. Ви благодарам и на поканата и се гледаме во наредна прилика за нов продуктивен разговор. Така, секој е Имајте добро. убава вечер. Ви благодарим уште Сиднеј. еднаш, на вистина одржавте вистински професорски час по историја за сите оние кои што подзаборавиле, за сите оние кои што не знае овие податоци и за оние кои што не негираат за да можат да научат без да ги гледаме ние дека ја читаат книгата. Нека поарачат. Така е. Поздрав и Секој секој добро. Секој е добро.